Еве денеска во Србо со граѓаните, улица Никола Вапцаров, втор крак. Значи, овој дел на град Куманово беше во минатото историски обесправен, бидејќи имаме експанзија на Димократија, беше позната таа работа, имаме закон за легализација, на некој начин полека работите се регулираат и еве отпочнуваме со имплементација на проектите кои се цртани од Советот на општината, бидејќи тука партиципира и дел од политичките субјекти во општина Куманово од албанскиот етникум. И овдека прво направиме канализациони системи, решиме на 3,5 км мрежа, неколку улици ги затвориме, оние што можеа со асфалтирање. Денеска затвориме Никола Вапцаров, другиот крак Никола Вапцаров, отпочнуваме со Црнотравска, негде 7.000 квадратни метри, а денеска го завршиме и го пуштаме употреба вториот крак од Никола Вапцаров во површина 650 квадратни метри, 250 метри квадратни ивичњак и она што е избалансирање со канализационата мрежа, односно шахтите. На некој начин го затвараме проектот Никола Вапцаров и отпочнуваме со новиот проект Црнотравска, која ќе биде отпочнат во наредните 10 дена. Се надевам дека продолжуваме со имплементација на проектот за регулирање на постоечка патна структура, значи рехабилитација и горен слој на површини на возните патеки, така да ова лето ќе имаме над 30.000 квадратни метри асфалтна површина, 14, односно 17.000 квадратни метри бетонски плочи. На некој начин ќе ги санираме тешките проблеми на комуналната инфраструктура, односно ќе ги задоволиме до некаде потребите на граѓаните. Куманово има уште многу проекти за градба, отпочнува, кажав, канализационната мрежа преку ИПА проектот 26 км канализациона мрежа, каде ќе иде паралелно со реконструкција на горниот слој, таму каде ќе имаме изгледба. Значи, Куманово ова лето очекува да има доста проекти во инфраструктура и се надевам делумно ќе бидат задоволени барањата на граѓаните. Особено у овој дел каде имаме узурпација на дивоград, имаме малку неурбанизирани површини, делови каде е тешко за изграда на комуналната инфраструктура, меѓутоа се обидуваме на оваков начин да ги решаваме проблемите.